Денес православната црква ги празнува преподобен Теодор Осветен и Свети Николај Мистик, патриарх Цариградски. Преподобен Теодор Осветен. Ученик е на Свети Пахомиј, роден и пораснат како незнабожец, но како момче дошол до сознание на вистинската вера, се крстил и, слушнувајќи за Свети Пахомиј, отишол кај негов манастир, тајно од своите родители. Свети Пахомиј го замонашил и го возљубил поради неговата необична ревност и послушност. Кога дошла мајка му да го вика назад дома, тој не сакал ни да и се јави, но му се молел на Бога за неа, за Бог и неа да ја просвети со вистината. И на вистина, мајката не само што не го вратила својот син дома, туку и самата не се вратила. Видувајќи недалеку женски манастир со кој управувала сестрата на Пахомиј, таа стапила во него и се замонашила. По извесно време, во манастирот дошол и братот на Теодор, Пафнутиј, та и тој се замонашил. Се случило еднаш епископот на градот Панопол да го повика Свети Пахомиј да му устрои манастир за мнозината, кои што пожелувале монашки живот. Пахомиј го зел со себе Теодора и му ја предал должноста околу устројувањето на манастирот. По смртта на Свети Пахомиј, Теодор станал игумен на сите Пахомијеви манастири и до длабока старост поживеал богоугодно, управувајќи го мноштвото монаси на патот на спасението. Се упокоил мирно и се преселил во царството на вечната светлина во 368 година. Свети Николај Мистик, патриарх Цариградски. Се прославил со необичната строгост во животот. Царот Лав се оженил по 4 пат, поради што патриархот му го забранил влезот во црквата, а свештеникот кој го венчал го расчинил. Поради тоа царот го симнал патриархот и го протерал во манастир. Делегатите на римскиот папа Сергеј III му го одобриле 4-тиот брак на царот, но кога царот умрел, Николај повторно дошол на престолот патриаршиски и свикал собор во 925 година, на кој 4-тиот брак воопшто на христијаните им бил забранет. Мистик го означува најстариот член на царскиот совет, значи прво овој светител бил дворјанин со висок чин, потоа ја оставил суетата на светот и се замонашил. Завршил мирно во 930 година. Te